комисија, само за трагедијата во Почани, поради тоа што мора да имаме одговорност пред општеството, пред државата, тоа е пред се на барање на родителите, на загинатите и повредените деца. И апелирам сега до сите пратеници да поддржат формирањето и одржувањето на таа анкетна комисија само за трагедијата во Почани. Евентуално би го компрометираме одржувањето на таа седница. Ајде да бидеме разумни, ајде да разговараме во духот на тоа што собранието навистина треба да испорача, тоа е една објективна, отворена дебата која што нема да се политизира. Почанската трагедија заслужува посебно внимание, посебна дискусија, посебна анкетна комисија, се што треба да се направи, за да родители да знаат дека се исцрпени сите демократски механизми кои што ние имаме на располагање, за да се постигне тоа што треба се. Документите, тие кои што сметат да треба да бидат присутни на таа анкетна комисија на располагање. Така да сметат дека се најдачи. Да се избере ново раководство и нов состав на извршниот одбор и ќе се закаже конгрес некаде последна ова година, на кој што ќе се дебатираат, а тоа е согласно статутот изборните резултати, а јас ќе ја предложам програмата за идното делување на партијата. Дали сте во контакти со Стево Пендаровски и каква улога ќе има тој во натамошното функционирање на СДСМ? Да, со поранешниот претседател имам честа комуникација. Многу често знае да даде совет, да сугерира и тие совети ги земам со многу големо внимание, поради тоа што секогаш во секоја ситуација и во секој временски период се многу конструктивни, добронамерни и сметам дека сече искуство, посебно на такво големо на поранешниот претседател Пендаровски, треба да се искористи. Сум благодарен што се става на располагање за доброто на делување на партијата. Ке барате ли враќање на пратеничките мандати на некои од пратениците? Не, јас сметам дека пратеничката група добро се извршува работата, сметам дека се тоа искусни луѓе, професионалци, секој во својата област и се добар репрезент тука во собранието на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Години. Ниту има намера, ниту со било кој чекав нешто сугерира или прави некој притисок во дело на креирање за лидерство на партија. Вие ќе се оградите од заед? Често со заед? Кога сте се видели? Добро, јас правам дистинција помеѓу професионалните и приватните контакти.